Почна долгите застои кон грчката граница. Туристите најчесто за време на викендите заглавуваат за влез и излез од земјава кон нашиот јужен сосед. По неколку часови. Таква беше сликата и викендов, а во работните денови, иако е помал застојот, сепак граничниот премин Богородица е се зголемен број на возила. Туристи главно од земјава, Србија, Романија и по скоро 3 часа бавно се приближуваат до шалтерите за проверка на патните документи. Македонските погранични служби на патниците им објаснуваат дека нивните грчки колеги, во согласно со безбедносните мерки на Европската Унија, во последно време вршат подетелна проверка на патни документи, поради што протокот на патници е забавен. Во текот на денешниот ден, значи од утринските часови, има зголемена фреквенција на граничниот премин Богородица на излез од Република Македонија. Некаде од 9-10 часот во утринските часови се чекаше од 30 минути максимум до 40-45 минути, како што може да забележи и вашата камера позади нас. Значи, пропуштањето на патници на нашиот премин зависи од пропуштање на патници на грчкиот премин Евзони. Како што забележавте и порано, значи на грчка страна има доста гужва, така да веројатно со почетокот на јули месец отпочнува вистинската туристичка сезона и очекуваме, поготово во текот на викендите, ова да биде нормална појава. Значи, јуни месец беше онаков каков што беше. Сега веќе доаѓа до промена на времето и туристи има и од Србија, од западноевропски земји, има од Романија, има од Македонија, така да ова во идниот период очекуваме да биде нормална појава. Меѓутоа се надеваме дека задржувањето на патниците на поминување на границата ќе биде максимум околу 30 минути, така да ќе видиме како ќе тече целата ситуација, ќе се прилагодуваме и ние според навалата на патници. За разлика од досегашната практика, кога беше доволно службениците на граничната полиција да вршат само основна контрола на патниците со проверка на нивните патни документи, сега документите, освен што ќе се проверуваат во Шенген системот за информации, ќе подлежат и на детална контрола во базата на податоци на украдени и изгубени патни документи на Интерпол. Некои од патниците, известени дека порано за застојот на Евзони Богородица, се вртуваа кон граничен премин Дојран, каде што има помалку возила и границата се минува доста побрзо.